Следува рубриката образование, а оние кои ќе се појават во неа имаа полни раца работа, бидејќи изминативе 2 недели се случија многу работи. А да, и на нашата група се приклучија учениците од основното училиште Димката Ангелов Габерот од Ваташа. Во основното општинско училиште Страшо Пинџер од Кавадарци новостите се множат. Освоивме прво место на регионално и трето место на државно ниво во фудбал за машки. Исто така во нашето училиште се одржа и надпреварот за мралати, техничари и природници, каде што исто така постигнавме добри резултати. По повод великденските празници се одржаа разни манифестации. Во училиштето Димката Ангелов Габерот минатата недела беше изведена показна вежба во која се симулираше состојба кога училиштето е под закана на пожар. Учениците по сигналот од сирената беа безбедно евакуирани. На повредените им беше укажана прва медицинска помош, а потоа на сцена стапија пожарникарите и екипата на идна медицинска помош. Показната вежба заврши со презентација на пружење прва медицинска помош од страна на екипата на Црвениот крст. Во пресрет на неделата на планетката Земја во нашето училиште се организираше работилница за учениците од 5-то одделение. Со работилницата раководеше волонтерката од Естонија Керти Кера од невладината организација Креактив, а станува збор за еден квиз надпревар кој се спроведе меѓу учениците. Да споменеме дека и во нашето училиште се одржи акцијата Садница Плюс, што ја организира граѓанското здружение Ден на дрво засадија својата иднина. Секое дете од нашето училиште засади семка од јасен, а растењето на садницата ќе го запишува во подготвен флаер, пошто садницата ќе ја засади на локација определена од општината за време на ноемвриското масовно засадување. Меѓу присутните во нашето училиште беше присутен и председателот на општинското собрание господин Илија Тренчев, кој символично и самиот засади семка, како и председателот на Кавдаречкиот клуб Ден на дрвото Томили Сичанец. И за крај, во четвртокот на влезот на училиштето на ново поставениот јарбо со свечена церемонија и официјално беше развиено зеленото знаме, а нашето училиште и официјално го доби префиксот Еко училиште. Оваа година, се со цел да не се пренатрупуваат дополнителни денови, односно саботи за учење, Денот на дрвото не беше стандардно обележен. Во сите училишта низ Македонија, па така и во нашето основно училиште Тоде Хаџитефов, учениците имаат задолжение да посадат семки од јасен, кои им беа дадени од училиштето. Следиве неколку месеци, учениците ќе се грижат за садниците, кои подоцна ќе бидат засадени на предвидената локација. Исто така, морам да напоменам дека од надпреварот млади техничари, 2 наши ученички се вратија со посакуваното прво место. Во училиштето Димката Ангелов Габерот од село Ваташа во изминатиот период од тековната учебна година беа реализирани неколку отворени денови за родителите. Имено по повод денот 8 март, денот на жената. Имаше отворен ден за родителите, при што тие имаа можност да ги видат изработките од учениците, односно нивните деца. И при тоа и самите да учествуваат во изработката на честитки, цветови и друго. Вториот отворен ден беше по повод христијанскиот празник Великден. И на овој ден родителите исто така можеа да ги видат изработките на учениците од ова училиште. Исто така, по повод овој празник, училиштето учествуваше на хепенингот со изложба и продажба на изработки од учениците. Во училиштето имаше и други активности, како на пример акција по повод Денот на екологијата, акција за чистење на училишниот двор од снежните врнежи, кои оваа зима беа прилично обилни. На ден 12.4.2012 година во училиштето се реализира акцијата Садница Плюс, каде секој ученик засади семка од јасен. Во училиштето се реализира и следниве проекти и програми. Проектот Штеди електрична енергија, каде носители беа одделенските наставници. Програмата Образование за животни вештини за учениците од 1 до 8 одделение. Програмата Интеграција на економската едукација во македонскиот образовен систем. Согласно годишната програма за работа на училиштето, учениците редовно учествуваат на надпревари организирани на училишно, регионално, а во зависност од постигнатиот успех и на државно ниво. По повод празникот 1 април, денот на шегата, ученичката Надица Кирова од 6-то одделение 9-летка освои 3-та награда за најдобро изработена маска. Во училиштето Гоце Делчев се случи нешто многу интересно. Директорот најави дека оваа година ќе има неверојатно изненадување за сите полуматуранти.
Исто така во училиштето Гоце Делчев имаше изложбена продажен сајм по повод празникот Великден, на кој учениците од сите паралелки има свој катча во кој ги продаваа своите великденски изработки. Собраните средства ќе бидат наменети за учениците. Ние остваривме врска со Прокредит банка, со што секој ученик има можност да си отвори своја штедна книшка.